Еднонасочните патишта кога се вози по опозицијските пространства се празни и едноставни за управување. Нема ни потреба да се гледаат сообраќајните знаци, бидејќи не постојат никакви препреки и слободно се оди кон целта. Оваа влада нема кредибилитет да зборува за реализација на капитални инвестиции, затоа што и пред кризата нивната реализација на капиталните инвестиции беше катастрофална. Поради тоа што нема менаџмент во институциите, значи недоволно, како да кажам, компетентен кадар или мотивиран кадар за да може да ги реализира овие инвестиции. Состојбата се менува кога стремежот е остварен. Тогаш веќе не се бара вина во човечкиот потенцијал, туку се акцентира неповолниот атмосферски фронт. Тој реално служи како оправдување за неостварените проекции. Реализацијата на капиталните расходи се одвива согласно планираното. Во јануари, февруари, веројатноста ладно беше, снег и така натаму, веројатноста дека ќе имате голема реализација на капитални расходи, бидејќи ние сме повеќе насочени во инфраструктурни проекти, е минимална. Немногу различна е сликата и во останатите сфери. Лесно е да се биде од страната на барикадите од која е нападачката формација. Раката на отпорот постојано е крената и секогаш полна со аргументи. Културата се бори за преживување. Денес културните работници се уште без плата, а нема ниту најава кога или како ќе им се реши прашањето. Не држат изговорите дека тоа е прашање од технички карактер. Министерството за култура имаше повеќе од 6 месеци да ги заврши административните работи. Малку е потешко кога ќе се застане од другата страна. Обврската изгледа не е толку едноставна какви што биле предпоставките, а бирократските и финансиските потешкоти подолготрени од очекуваните, одговорноста за нив иста. Не велам дека е лош, велам дека е добар и дека би требало сите да имаат таков колективен договор. Но вие треба да знаете, ако подпишувате еден колективен договор, тој какви последици ќе има понатаму низ годините. Треба да бидете свесни дека ако обезбедувате милиарда за плати, треба да обезбедите уште милиарда и нешто за програми. Проблем со својата програма има и еден од содружниците во ВЛЕН. Толку му е флуктуирачка што изгледа почнува и да се губи во калкулациите со бројките. Не само што ќе ги изгуби од партнерите, туку во опасност се и коалицијските. Да не зборувам и за делот на ВМРО ДПМН, кој што конкретно во Гостивар, гласовите на ВМРО ДПМН одлучуваат кој во вториот круг ќе стане градоначалник. Така да велам, треба добро да ја пресмета оваа математика. И на крајот, логиката на Таравари никогаш и немала никаква врска со логиката. И 15 министри да понудат, ако не одиме по европски пат, нема што бараме таму. Овој предизборен став од лани не му беше првиот променет, а веројатно ниту актуелниот од годинава ќе му биде последен. Тој е навикнат на вакви вербални игранки, додека на вистина не се преигра.